Добро утро и од мене во Слободен печат. Наши и ваши денешни утрински гости се Ива и Алекс Долстра. Може би звучат непознато, меѓутоа прават многу за воздухот во Скопје. Алекс е холанѓанец со македонско потекло, кој што се враќа поради љубов во Скопје. И на тој начин почнуваат една успешна приказна, која што ќе се обидеме утрово да ви ја доближиме. Се менуваат влади, се менуваат градоначалници, меѓутоа воздухот во Скопје останува и понатаму загаден. Најпрво добро утро за младиот брачен пар Долстра. Ви благодарам што ја прифативте поканата утрово да бидете гости на Слободен печат. Ве најавив кратко, се борите против загадувањето на Скопје, поставувате читачи за воздух по приватни куќи, меѓутоа и по објекти кои што се фирми практично. Целта е да ја кренете јавната свест во градот Скопје, но и пошироко во Македонија, за да може секој од нас да се грижи за воздухот, да го намалиме загадувањето и едноставно да се бориме за почисто Скопје. Најпрво, добро утро и кажете ми докаде е целиот проект. Вие сте основачи на Сдруженијето Заедно за промена. Така. Поставувате читачи, од она што го имам како информација, веќе се стотици поставени и какви се резултатите на што во моментов се работи? Малце повише, мислам, до крај на година ќе имаме на кај 220 мерни станици низ цело Скопје. Правиме во истиот момент софтвер што ги покажува нашите мерни станици и каде можат граѓани да пријават загадување во нивна околина. Таа апликација е завршена со Инспекторат на град Скопје, завршено е со Инспекторат на Гази Баба, Сентар и Ѓорче Петров. Со нив имаме соработка и добар контакт и они земат одговорност на сите пријави. Така. Ива, едно прашање до тебе. Од каде идејата за вакво нешто и има ли некакво подобрување? Од кога е почнат проектот? Кога треба да заврши со поставувањето на овие читачи? Пред се благодариме за поканата и за учество во вашата програма. Проектот го започнавме сосема случајно, мислам, борбата нели за чистиот воздух е многу долга во Република Македонија и во Скопје, каде што живеам поголем дел од мојот живот. Минатата година сосема случајно искочивме, живеевме наводно, не можеше да се дише надвор и решивме да поставиме да видиме чисто колкава е загаденоста, решивме да поставиме еден сензор пред нашата куќа за да видиме всушност што дишеме. И така уствари започна се роди целата идеја, викаме ако можеме овдека да поставиме, би било добро да поставиме на уште неколку места за да видиме од каде точно, бидејќи луѓето 30 години наназад нели само слушаме дека сме еден од најзагадените градови во Македонија, не знаеме загадувањето од каде доаѓа и најчесто нагаѓаме нели од индустрија, од ова, од она. Веќе нели како што напомена Алек, поставивме во соработка со институции, во соработка со и холандски фирми кои што се во Македонија, успеавме да поставиме на повеќе од 100 места вакви сензори. Идејата ни е да поставиме околу 200 во Скопје и се надеваме до крајот на 2024 година, а потоа идејата ни е низ целата Македонија за да видиме да имаат граѓаните можност да видат од каде точно доаѓа загадувањето, да можат да го пријават истото. И најважно ми е да напоменам од досегашните податоци кои што ги имаме собрано од веќе густата мрежа на сензори, дека навистина живееме во некоја илузија и заблуда дека некоја голема или огромна индустрија не загадува. Тоа не е точно, би го кажала, затоа што тоа е следното прашање, кои се практично најголемите загадувачи во Скопје? Ние.
луѓето. Сите што живееме, Граѓаните. сите што живееме во Скопје, на сите што им пречи загадениот воздух, тие се истите што го загадуваат воздухот, затоа што секоја втора или секоја трета куќа се гори на дрво. Знаеме дрвото колку загадува, а да не спомнам колку загадува влажното дрво, тоа исто се должи на неедуцираност на народот, кој што треба дополнително да се едуцира за таа тема повеќе ќе ви објасни Алек, бидејќи тој навлезе Алек има овде еден примерок на дрво кое што го чувал внатре во неговиот дом, меѓутоа од она што го видов пред малку, дрвово иако е старо една година, има влажност 50% на едната страна, а 24% на другата. Така. Ова што значи, можете ли да ни објасните поколку? Да, можам да ви објаснам. Гледам што јас сум слушал од граѓани, најголем дел од граѓани купат дрва, еве да кажеме од август, ајде да кажеме од април и тоа до се купат септември. од август до септември, сметаат дека се суви дрва, да. Да, и они ги чуваат дома или надвор и мислат во новември кога почнам да ги грејам или да ги користам, се доволно суви да можам да ги користам. Едно нешто да ти кажам, не се. На тврдо дрво му треба минимално 3 години, а на меко дрво му треба минимално година и пол до 2 години. Што значи тврдо, што значи меко дрво? Можеш да... Бука, мислам, оук. Даб е тврдо дрво, тој значи за долго... даб треба 3 години. 3 години, да се... Да. А буката 1 година. 1 година до 2 години, да кажеме. Али најголем проблем е што влажната дрва многу загадува. Околу 3 пата повише загадува PM 2,5 него сувото дрво. Треба да е 15%, а еве можеме да покажеме. Ово дрво пример 37% влажно има. Ово е од август. Земено од некој продавач во Скопје. Сега тој дрво треба да има 15% да се користи и енергична вредност. Да, калориската вредност да се искористи до максимум. Така, пошто сега пример 80% се губи само да се парува водата што има внатре во дрво. Да испари вода. И таму губиш многу пари. Ако гледаме вредност за граѓани, суви дрва има многу поголем вредност во дупло или тродупло трошок на пари, на што плаќаш Значи, за... доколку би ги оставиле дрвата да се сушат 2 до 3 години да сумираме, би ги чинело помалку пари, би добиле поголема енергетска вредност, би биле позагреани, а од трета страна воздухот би бил помалку загаден. Да. И разбирам да луѓе немаат пари за наредни 3 години да купат дрва. Затоа и мислам голем дел од одговорност доаѓа од владата. Владата треба да продава суви дрва, они да ги чуваат, они да земат тој одговорност и директно на граѓани законски да продават суви дрва. И одма ќе се подобрува квалитет на воздух. Ја не сум против грејење на дрва, долгорочно да, сум против. Али тој дел не можеме преко ноќ да го средиме, затоа сум свесан. Да кажеме во 2035 или 2030 ќе забраниме, ќе направиме убав план, долгорочен план, визија, да не се грее више на дрва или најголем дел во градот да не се грее више во дрва, али треба план. Требаме да ги помагаме да се субвенционираат на некаков начин. Да. Така. Ива, во однос на резултатите кои што ги имате добиено до сега, која од општините во градот предничи во однос на загадување? Па тоа е многу интересно да се каже кога ќе се погледне таа мапата каде што е каде што се сензорите поставени, како да постои некоја линија која што минува низ центарот на градот, од десната страна каде што почнуваат аеродромот, центар, Лисиче, автокоманда, кисела вода, таму загаденоста е огромна. Како што се оди полево некај Ѓорче, мислам некај Тетов, некај излезот од Скопје, така е, се почист воздухот таму, од причини што таму се помалци граѓаните се греат на дрва, а се повеќе користат, предпоставувам дека користат повеќе инвертори за грејење и други останати струјни тела. Така да, значи од овие податоци што ги имаме добиено, дефинитивно тие се најзагадените делови.
Так, во однос на оно што го работите во моментот, почнавте да работите заедно со една македонска фирма, апликација. Мислам дека Воздух МК треба да се вика Brit.mk. Така, докаде е цела постапка и која е целта на оваа апликација? Да. Планот во момент е до крај на ова година, до крај на декември, да биде завршено и да имаме као launching event, кај ќе го пуштиме во живо, да можат граѓани да го даунлодираат или да се вклучат на Brit.mk и ако има во нивна околина некој форма на загадување, дали е од фирма или дали е од некој комшија, што не знам. Тоа се извинувам, тука ќе те прекина малку. Тој граѓанин треба да има поставено ваков читач од ваша страна за да може да пријави на апликација или било какво загадување, Да. И ако мислиш да некој пример се грее на гуми, можеш да го пријавиш и анонимност, можеш да го пријавиш. Има опција да е анонимно и кој сака да биде анонимен, кој сака. На нас целата идеја и визија е да ние као граѓани, сите во Скопје, што сакат да подобруваат квалитет на ваздух, треба да се вклучат во форма на решење. Докога не знаеме кај е потекло, ние со нашата густа мрежа знаеме на прилика кај е потекло, али да имаш очи и нос во локација е многу другачија. И сега граѓани да се вклучат, ќе биде многу голем помош на градот Скопје и на инспекторат на градот Скопје поефикасно да решат некакви поголеми проблеми. Пред се сакаме да ја зголемиме свеста дека луѓето ќе можат веќе да пријавуваат свесно загадување, затоа што ако не пријавуваат нема да знаеме. Вака секој граѓанин кога ќе може да пријави, ќе дојде до ушите на градот и ќе можат да действуваат подоцна. Во моментов колку инспектори на град Скопје има кои што се на терен? Вкупно градот Скопје има 64 инспектори. Најголем проблем во момент што разговараме со град Скопје и со различни општини што треба да се среди, е што тие инспектори немаат службени коли. Затоа многу ако гледаме продуктивност без кола, така, тој не може по пријавување веднаш да стигне на локацијата и да го фати на лице место загадувач. Така, и гледаме сега во момент на кој начин тој проблем да го средиме, дали да останат во нивна мала и тамо цело време да прават кругови. Во нивното место на живење, практично. Во нивно место, во кое што се движат. Они се одделени низ цел град. Тој е една опција. Или да најдеме средство преко Совет во град Скопје да се обезбедат повеќе возила за да може на терен. Треба ли и таму сменска служба, бидејќи од она што го знаеме ние дека таму во принцип се работи само прва смена и попладне 3 смени има. Има 3 смени? Да. Не знаев. Значи, она што го имате вие како идеја и како цел е да малтене секој граѓанин, рековме, да биде инспектор. Во моментов, колку од граѓаните се директно вклучени во целиот проект, колку читачи и колку се пријавува од нивна страна? Колку вие ги контролирате читачите? Ние во моментот се уште не е пуштена апликацијата, како што кажавме, сега на 6 или 7 овакво треба да биде завршна, да биде готова апликацијата и да се пушти. Збориме за 2-3 дена, така? Би треба, се надеваме, И тога почнува тестирање. И после тоа овако треба да се работи на свесност кај граѓаните, која е таа апликација, да можат да знаат каде треба да се пријави и после тоа секој ќе може да пријави, од апликацијата ќе стигне, информацијата ќе стигне до инспекторите кои што ќе одат на лице место да го видат од каде доаѓа загадувањето. И да делуваат, тоа е тоа, Так. Се надеваме дека ќе... Една препорака до првоскопјани, а потоа и до македонците. Вие сте како жител на Скопје, меѓутоа живеевте еден известен период во Европа. Какви се искуствата таму и што би им препорачале во моментов на македонските граѓани, бидејќи целта ви е да ја покриете цела Македонија?
Пред се би им препорачала на граѓаните дека е многу, еве правевме ние доста математики со сопругот, дека е навистина многу поевтино, доколку и владата и сите градоначалници да се вклучат наместо да се субвенционира грејење на дрва, да се субвенционираат инвертори, затоа што да се купи инвертор и понатаму да се греат на струја со сите наши математики кои што ги правевме е многу далеку поевтино отколку да се греат на дрва кои што треба однапред да се платат и плюс дрвата то многу ја загадува животната средина. Исклучиво на инвертори, да се работи долгорочно на планови, не да се гледа само од денеска за утре, долгорочни планови за наредни 10, 20, па и 30 години и не само да се работи на грејење на струја, него изградба на квалитетни згради со квалитетни изолации. Енергетска ефикасност, така. Ефикасноста е исто така многу битна, затоа што и да ставиш инвертор на некој од овие градби сега што се неквалитетни џабе, затоа што цела топлина се губи моментално. И треба енергетски да бидат ефикасни и новите градби, долгорочни планови да се прават, тоа што во Македонија го немало до сега, треба мислам навистина да се планираат на долг рок работи за да бидеме успешни и да успееме во борбата против загадувањето. И за крај, каква ви е соработката со македонските власти, со општините, со градот Скопје? Имате ли веќе состаноци со останати градоначалници низ Македонија? И продолжувате ли понатаму со поставување? Може ли било кој граѓанин, пример, некаков број или не знам некаков контакт да оставиме да се пријави за да вградите бесплатно? Е многу битно да им кажеме на граѓаните дека тие читачи на квалитет на воздух бесплатно се вградуваат во секој дом. Каква е Во момент не доставиме више кај луѓе дома, минимализираме ga тој дел, пошто ја мислам најголем чекор напред треба да дојде од институција. Так. Мислам без инспекторат или подршка од градоначалник во Скопје или од некој општина нема да решиме ни еден проблем. Ние доставиме во школи, тамо кај деца играат, кај е многу важно да е чист воздух, пошто знаеме кај деца 6 пата повише делува лош воздух или fine particles, као PM2,5. И во институција, низ ЈСП, такви места, ставиме мерни станици, пошто град Скопје и сите градоначалници од општини, они треба да су првите што дават пример за да земат одговорност. Так. Каква ви е сега во моментов соработката, Ива? Со кои општини соработувате? Има отпор кај градоначалниците или Па би кажала 50-50. Соработуваме со општина Центар, со општина Ѓорче Петров имаме прекрасна соработка, со град Скопје имаме прекрасна соработка, со Гази Баба имаме прекрасна соработка. Кај некои општини на почетокот имаше некоја жилба за соработка, меѓутоа после се изгубија, меѓутоа се надеваме постепено ќе увидат која е нашата цел и нашата борба и дека сите и ќе биде општо прифатено дека ќе бидат сите општини оваа соработка и дека навистина ќе работиме на чистење на нашето Скопје. Ви благодарам многу за гостувањето. Чест ми беше денеска и задоволство да разговарам на една тема која што е граѓанска и која што ги засега малте не сите скопјани, меѓутоа и сите македонци пошироко. Вие, драги гледачи, останете со програмата на Слободен печат, очекувајте го изданието на нашиот дневен весник и останете со веб содржините. Се надевам дека сите оние кои што се греат на дрва ќе размислат малку и ќе побараат субвенции од општината во која што живеат и дека ќе допреме барем малку до власта за да може да размисли дека секој од нас загадува. Останете со програмата на Слободен печат и очекувајте го нашиот колега Љубиша Николовски. Ви благодарам.